Реален буџет кој ќе донесе стабилност, но и економски раст, предвидливо и одговорно управување со јавните финансии, строга фискална дисциплина за да се направи консолидација. Вака министерката за финансии Димитриовска Кочовска го опиша новиот буџет за 2026 пред пратениците. Во собранието почна расправата за најголемиот финансиски документ во државата. Според предлогот, државната каса до година ќе тежи рекордни 6,7 милиарди евра, 150 милиони евра повеќе од оваа година. Се очекуваат приходи од 6,1 милиарда евра. Дефицитот е околу 600 милиони евра, односно 3,5%, што е половина процент повеќе од законскиот лимит. Очекувањата се идната година економијата да порасне за 3,8%, а инфлацијата да се стабилизира на 2,5%. Во буџетот предвидени се 7% повеќе пари за плати и околу 9,7% повеќе пари за пензии. Се очекува раст на вработеноста и зголемување на просечната нето плата од 6,5%. Ова ќе биде како резултат на отварање нови производствени капацитети, проширување на постојните, како и на активните мерки и програми за вработување што владата ги спроведува. Вкупно гледано, проекциите за 2026 година укажуваат на континуитет на економската стабилност и раст, заснован на одговорни фискални политики, инвестиции во инфраструктура и човечки капитал, како и поттикнување на продуктивноста и конкурентноста на домашната економија. За финансирање на буџетскиот дефицит и редовните отплати предвидено е задолжување на домашен пазар од 35,6 милиарди денари преку државни хартии од вредност и домашни заеми. Странското задолжување е планирано во износ од 85 милиарди денари. За опозицијската СДСМ буџетот пак воопшто не е реален, бидејќи приходите од даноците во буџетот не се движат според планираното. Капиталните расходи паѓаат, а според нив јавниот долг не е прикажан целосно. Задржувањето на дефицитот на 3,5% не може да зборува за макроекономски неутрален избор. Тоа значи нов долг и тоа значи значаен долг од проектираните 214,1 милиарда даночни приходи, наместо да завршат во училници, операциони сали, лаборатории, патишта, железници, тие ќе исчезнат во јазот на дефицитот и во каматите. Дополнително предлог буџетот отворено признава дека јавниот долг во 2026 ќе оди над 62% од бруто домашниот производ. И за опозицијската ДУИ буџетот троши повеќе непродуктивно отколку инвестициски. За интегративците проблем е што имало помалку пари за правична застапеност, но и помалку пари како што рекоа за албанските региони. Фискалниот совет како експертско тело пак вели проекциите за раст и стабилизирање на инфлацијата се прилично реални, сепак со забелешки за јавниот долг. Проекциите на Европската комисија се за растот од 3,1%, Светска банка дури проектира за 2,7%, доста конзервативно. Као што знаете, ние проектираме, односно Министерство финансии проектира раст од 3,8%, што сметаме дека е малку оптимистички, но е добро да има влевање на оптимизам. Според таа евиденција треба да бидат внесени и обврските од СПО системот, кој што кај нас изнесуваат околу 700 милиони евра, тоа значи се втасани обврски кои што не се уште платени, а тоа е реален јавен долг. Комисиската расправа за буџетот трае 10 дена, од кои најмногу 4 за општ претрес и уште 6 дена за амандмани. Според најавите на председателот на собрание, тогаш и се очекува седницата за конечно носење на буџетот да се одржи по 9 декември. Катерина Нешкова, Сител телевизија.